Почитувани гледачи, добра вечер. На почетокот можеби ќе ви биде малку чудно дека ви велам добра вечер, но тука се уште е ден, но треба да имате на ум дека во Белгија сонцето заоѓа доста подоцна од Македонија и во Белгија ноќта настапува во овој период од годината некаде околу 22 часот, така да долго трае светлината. А телевизија 24 е тука пред седиштето на НАТО, секако и во него. Тука бевме, присуствувавме за време на одржување на важен настан, тоа беше министерски состанок на земјите членки на НАТО, а за нас беше важно што тука учествуваше и делегација на Северна Македонија, представена од министерката за одбрана Радмила Шекеринска. Сега, Северна Македонија се уште не е членка, но Шекеринска присуствуваше на состанокот и тоа по втор пат. Министерката како министерка за одбрана заедно со своите колеги седеше рамо до рамо, присуствуваше на сите состаноци, а се разбира имаше и билатерални средби. Северна Македонија ќе може да учествува на сите тие состаноци, а ќе може и да гласа на крајот кога земјата ќе стане полноправна членка, но за тоа ќе зборуваме повеќе во оваа емисија, ќе ги објасниме и аспектите и предизвиците. На почетокот да кажеме дека овој министерски состанок се одржуваше поради некои предизвици кои ги има алијансата во моментов, кои се важни, кои се поврзани, се разбира, со геополитичките случувања. Пред се, тоа е нарушувањето на договорот за средни нуклеарни ракети, за нуклеарни ракети со среден дострел, кој е прекршен од страна на Русија. Инаку од тој договор претходно делумно се повлече и Америка, Соединетите Американски држави, и сега алијансата вели дека има уште една недела од прилика до кога Русија може да, како што велат, да се вразуми и да се врати на масата. Тие велат дека тогаш следната недела ќе се одржи руско НАТО-руски совет, каде ќе се зборува за оваа ситуација и дека ќе се обидат да се реши овој проблем, но според сите информации кои ги имаме, кои ги добивме тука и со сите релевантни соговорници со кои зборувавме, а кои ќе ги видите во текот на емисијата, многу е мала веројатност да се случи тоа. Друго, што беше главно во фокус на овој министерски состанок беа ситуациите во Авганистан, во Ирак. На маргините се зборуваше и за ситуацијата во Иран, каде се инволвирани Соединетите Американски држави, иако НАТО нема директно влијание во моментов, ниту мисија во Иран, сепак Соединетите Американски држави како важен партнер имаат и затоа тоа беше исто така тука на дневен ред. А се разбира и она фамозно зголемување на трошоците на земјите членки, на што посебно инсистира администрацијата на американскиот претседател Доналд Трамп, која бара сите земји членки да постигнат барем 2% од својот БДП за одбрана, како што стои инаку и во пропозициите на НАТО. Генералниот секретар Јенс Столтенберг неколку пати потенцираше дека тие трошоци на земјите членки се зголемени повеќе пати, тродупло, петодупло, шестодупло, зависи од земја до земја. Да речеме, ако се земе репер 2013 година до сега, и тој вели дека според проекциите до 2025-та сите земји членки ќе го постигнат тој репер. Тука сега имаат проблем многу земји членки, но да речеме голема е јазот, голема е разликата кај Германија, да речеме, која е прилично богата земја, а која е далеко од тие 2%. Франција е нешто поблиску, таа ќе ги исполни, но Германија ќе треба да троши многу повеќе пари за одбрана за да дојде до 2%. Се разбира, иако е мала во овие размери за споредба, и Северна Македонија треба да постигне 2% од БДП за одбрана, а тоа според најавите на владата ќе се случи до 2025 година. Сега да почнеме со емисијата, да почнеме со она што се случуваше тука. Првин да почнеме со работите кои се важни за нас, кога Јенс Столтенберг, генералниот секретар на НАТО, и американската амбасадорка тука во НАТО Хачинсон зборуваа за Северна Македонија.
Се разбира, Македонија е де факто членка на Алијансата. Она што е важно за нашата земја е да заврши процесот на ратификација. Сите го чекаме тоа. И тоа, да речеме, беше едно од прашањата за генералниот секретар Јенс Столтенберг. Значи, дали тој процес на ратификација ќе заврши до крајот на годината, но и дали Алијансата има забелешки и на другите критериуми кои требат да бидат исполнети од страна на Северна Македонија. Еве прво неговата изјава. The NATO enlargement is a great success story. It has helped to spread democracy, stability, prosperity across Europe, and now the latest new member will be North Macedonia. All allies signed the accession protocol, when was that? Last spring? No, in February, I think. And in February, and then the ratification process has now started. And as you say, the ratification process goes quite fast. Normally, at least last time when Montenegro joined, it took 1 year. Therefore, I'm not able, and it's not up to me, it's up to the 28 national parliaments to decide how fast they can ratify the accession protocol. It would be great if all could finish by December, when we have the leaders' meeting of NATO in London in December. But if not, I expect that to happen soon after. So North Macedonia is on the track to be a full member. North Macedonia meets the NATO standards. And just the fact that we now can agree on having North Macedonia as our 30th member reflects the fact that the big name issue, or the difficult name issue, has been solved, and that's very much because of the courage shown by the two political leaders, Prime Minister Tsipras and Prime Minister Zaev in Skopje and Athens. Сега, кога зборуваме за ратификацијата на протоколот за НАТО за Северна Македонија, веќе може да се каже дека е јавна тајна, дека Соединетите Американски држави силно лобираат на тој пат, дека тие го забрзуваат целиот процес, кој може да трае од година до 2 години, но еве се прават обиди целиот процес да се заокружи оваа година, бидејќи во декември во Лондон се одржува самит на НАТО и она што владата на Северна Македонија би го сакала, а би го сакале и званичниците на НАТО, според изјавата на генералниот секретар Столтенберг, тоа е Македонија да стане членка до декември оваа година, со тоа што ќе заврши целата приказна и Македонија ќе биде полноправна членка на Северно-Атлантската алијанса. Како што кажав, Соединетите Американски држави, како да речеме главен спонзор на оваа операција, неофицијален спонзор, силно работат на лобирање на тој пат и очекувано е дека тоа може и да се случи. Остана уште 10 земји членки тоа да го направат, а Соединетите Американски држави, како најголема членка, нивната ратификација се разбира дека би пратила важен знак и за оние уште кои останале. Оттаму велат дека тоа може да се случи дури и ова лето. Американската амбасадорка тука во НАТО, Хачинсон, вели дека разговарала со представници на Американскиот сенат. Тие кажале дека нема никаков проблем во сенатот за тоа прашање, дека тоа би требало да се заврши, значи останува доколку се направи ова лето, тоа да биде направено во јули, бидејќи во август Американскиот сенат има редовна пауза. Доколку значи не се случи во јули и до август, останува есента. Да ја видиме и изјавата на амбасадорката Хачинсон, која се однесува за Северна Македонија. The United States fully supports the accession of North Macedonia, just as we have supported the open door of NATO. And I have talked to the chairman of the Foreign Affairs Committee in the Senate. He believes and is hoping for this to go to the Senate floor this summer. That would be our hope, but you never know what other factors might take over before the August period that the Senate is not in session. So I'm very confident that we will pass the accession, that we will ratify it, but timing is not totally set, but I think the effort is going to be
this summer for the United States. And I think that the whole open door discussion has been to strengthen the countries that seek NATO membership and seek membership in the alliance. And we believe that every country that does what is necessary, that has the reforms, the democracy, the rule of law, the human rights, all of those factors, if they do qualify, we want people to be able to get into NATO and know that they will have the bonding that we have had for 50 years for NATO. Well, yeah, well, no, 70. 70. Yeah, 70. I was trying to remember when NATO started, 1949. But we have, through all those years, debated whether we should keep NATO small or whether we should expand. And expansion won, and it has been the right decision because so many of the countries that have come in since the original group have come in because they had reformed their governments and have met the requirements and have then gotten the strength of the whole alliance with them to assure that their democracies last. Сега, пред да продолжиме со останатите содржини кои се интересни за Северна Македонија, да се подсетиме за главната тема за која се зборуваше и на овој министерски состанок на НАТО. Тоа е недоразбирањето или проблемот кој постои околу руското напуштање на договорот за нуклеарни ракети од среден дострел и НАТО алијансата бара од Москва да се врати на почитувањето на тој договор. Инаку од НАТО велат дека доколку тоа не се случи, ќе се превземат мерки, дека тоа е неизбежно, но како што додаваат, тоа ќе бидат дефанзивни мерки, во никој случај нема да се распоредуваат нови ракети на континентот како одговор на руското вооружување, туку дека тоа ќе биде во форма на воени вежби и други активности на алијансата. Секако одговори од Москва, велат доколку НАТО постапи така, Русија исто така ќе одговори и тој одговор ќе биде воен. Одговор не откриваат каков, но веројатно дека Москва исто така има опции кои се во незино располагање. Пред да продолжиме со она што ние го подготвивме од тука. Значи, ние имаме сега две интервјуа со двајца представници на руски и на условно кажано западен медиум. Со тие представници, со тие новинари разговаравме за состојбите околу овој проблем од агол на Москва и од агол на западните сојузници. Интересно е да се види како размислуваат, но пред да продолжиме со таа содржина, да видиме прво за што се работи всушност, што е суштината на овој проблем. Значи, тоа ќе го видиме од прилогот кој е подготвен од дескот на телевизија 24 и во него се анализира зошто, како дошло до овој проблем и кои се предизвиците за понатаму. Да го видиме прилогот. Генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг соопшти дека алијансата ги разгледа потенцијалните мерки против Русија ако не се придржува кон договорот за нуклеарните сили со среден дострел. Сепак, како што рече, тоа нема да биде објавено до почетокот на август, за кога Соединетите Американски држави најавија повлекување од договорот. Генералниот секретар на Алијансата изјави дека на состанокот на министрите за одбрана на НАТО во Брисел било решено Алијансата да остане дефанзивна во своите акции и дека нема намера да распореди нови копнени нуклеарни проектили во Европа. But at some stage we have to make it clear. Не сакаме нова трка во вооружување, но истовремено мораме да продолжиме да одржуваме кредибилна одбрана. Ова е мисијата на НАТО. Столтенберг оцени дека распоредувањето на новите руски проектили представува јасно кршење на договорот за нуклеарните сили на среден дострел. Според него, сепак не се исклучува можноста НАТО да го прилагоди ракетниот одбрамен штит за да се спротивстави на потенцијалните закани од новиот руски ракетен штит. Инаку овој договор забранува производство, тестирање и распоредување на копнени и балистички проектили со опсег од 500 до 5500 километри.
to deploy the SSC-8 missiles. Тешко е да се детектираат, мобилни се и затоа го намалуваат времето на предупредување. Во февруари годинава Соединетите Американски држави почнаа процес на повлекување од договорот постигнат со тогашниот Советски сојуз, инсистирајќи на тоа дека руските ракети од типот SSC-8 го нарушуваат овој договор. Процесот на американското повлекување завршува на 2 август, освен ако Русија не го промени ставот. На дводневниот состанок во Брисел учествуваше и вршителот на должноста американски секретар за одбрана Марк Еспер, кој ја потврди американската приврзаност кон НАТО. First of all, to convey that my presence here Најпрвин да ви пренесам дека моето присуство тука, моето назначување е едноставно промена во лидерството. Тоа не е промена во мисијата, тоа не е промена на приоритетите и тоа не е промена во посветеноста на САД кон НАТО. НАТО се обидува да ја охрабри Русија да учествува на состанокот на амбасадори следната недела за да разговара за ова прашање со оглед на тоа што тече времето за евентуално да се спаси договорот кој се смета за основа на европската одбрана. Официјална Москва пак тврди дека не го крши договорот и го обвинува Вашингтон дека поттикнува трка во вооружувањето. Кога зборуваме за односите помеѓу Соединетите Американски држави и Москва, или уште пошироко помеѓу Москва и НАТО, помеѓу Русија и Европската Унија, тие се во моментов прилично комплицирани и тоа им е јасно на сите. Кога зборуваме за НАТО-руските односи, тие почнуваат да одат во надолна линија од руската интервенција во Грузија, подоцна тие уште повеќе се комплицираат со руската интервенција во Украина, со анектирањето на Крим. Тука веќе Русија се соочи и со санкции од страна на Европската Унија, а тие односи го допреа дното со руската интервенција во Сирија. Од друга страна, приказната на Москва е дека Русија делува само дефанзивно, дека се што прави ги брани своите интереси, бидејќи аргументите на Москва се дека Русија не се шири кон НАТО, туку НАТО се шири кон Русија и доаѓа до руските граници. За овие аргументи и контрааргументи, меѓутоа и за останатите случувања кои се на релација Русија-НАТО, тука во седиштето на НАТО разговаравме со наш колега новинар Артем Филатов, кој работи за руската телевизија РТВ и тој е меѓународен дописник за оваа телевизија, често патува на релации Европска Унија, Русија, Соединетите Американски држави, така да Филатов ги знае односите, ги и анализира и еве што разговаравме со него и што вели Филатов. Tell me here on this NATO ministerial meeting, we heard from NATO Secretary General Stoltenberg yesterday some things about the INF Treaty, about the Russian disrespect of that treaty, and that the NATO is prepared to respond. He didn't say what kind of response will that be, but he said that that will happen eventually. Tell me about this INF treaty. How are you seeing this matter and this acquisition of NATO towards Russia? You know, I can't speak on behalf of Russian government because I work for a private Russian channel, but from my perspective, INF Treaty is really a kind of a milestone for US-Russian relations because, you know, it was signed in late 1980s before the Soviet Union collapsed. So it was a sign of that our relations with the US and with the Western world can become much, much better. And after that we saw a really big improvement and collapse of Soviet Union and new independent Russia on the remains of Soviet Union. So it's a kind of a very historical document, not only for Russia but also for the relationships between Russia and the United States. And I think that in Moscow, officials follow very closely what
NATO says about this current situation, but we see that Russia, and it's not a secret that Russia has this military build-up recent years, and it invests in new arms, in new developments, in new military forces. So I think that Russia wants to be stronger to have stronger army, and Russian officials want to invest more in the stronger army. But as a journalist, I see that I don't see any positive outcome of this situation, because now Moscow doesn't have good dialogue with NATO, partly because of Crimea, partly because of this situation with Ukraine. So there is a history of 5 years deteriorating relations with NATO, and in this situation it's very difficult to have any sort of dialogue. And this INF Treaty confrontation started in a very nervous period for Russia's relation with the West. I think both sides are pretty nervous, and both sides don't have any position they can agree on and to stop. And I would expect that if NATO announces measures that will undertake after the 2nd of August, when this treaty will be gone, Russia will answer, and I'm not any sort of Russian officials to suggest what kind of answer it can be, but it's very clear, and other journalists who cover military spheres, they say that Russia and NATO are already in the situation of a new Cold War. This is not my estimate, but this is something we can suggest, because it's very different situation from what we had 5 years ago, and I think we should look at this INF Treaty problem as part of this deteriorating relationship between Russia and NATO, and Russia and the Western world. I mean official relations, not cultural ties, which still remain, not tourism of course, but official relations and relations in the military sphere. In the space for the dialogue is quite small, but I would mention that next week there will be this Russia-NATO official council meeting, at which I think NATO officials will brief Russian side on what they plan after 2nd of August. Probably it will work somehow to establish some dialogue, but I would say that in this given situation of 5 years deteriorating relations between Russia and NATO, it's very, very small space for open dialogue, and I think the nervousness from both sides is pretty high. Yeah, when a Russian official speaks about relations with NATO and not NATO accusation of Russian military buildup, they said that it's not their fault, that NATO is closing to the Russian borders and is come to the Russian borders from some time, and now several other countries want to become NATO members. Russia is very aggressive about any NATO enlargement. That was the case with Macedonia, where I come from. What do you think about that stance of Russian officials and NATO accusation of Russian military buildup versus the contract accusation that NATO is expanding to Russian borders? I remember those accusations coming from Russian officials towards NATO in enlargement accusations since like last 15 years, and
it was a very rare accusation like 15 years ago, but now it's just a common statement from Russian officials. That's how they perceive the situation. And according to the Russian military officials, according to the people who are close to Mr. Putin, Russia, in their opinion, Russia is confronting this NATO enlargement, and according to their official position, there is a kind of permanent threat towards Russia from NATO, and they should be, very active and very, alarmed because of this. And this is one of the main reasons why Russia is enlarging its military forces and investing in military. And the main concept, the main idea inside Russia is that in the 1990s, when after Soviet Union collapse, Russia had no money, no strong economy, just nothing, and no investments to army, and everything was destroyed, including military. But after that, Russia started its build-up and renovating its military forces in order to be stronger again and to confront any challenge and any possible threat. And among those threats, many Russian officials mention a permanent threat from NATO. Yes, when we see Russian politics today, Russia has a broader military reach in the world. Russia have ongoing intervention in Syria, for example, something that was nearly impossible 20 years ago. Also, there are many accusations from European countries, especially from the United States, also from the Balkan countries where I come from. In Montenegro, we have an ongoing process against an alleged coup that is orchestrated by Russia. So, what do you think about the accusation of growing Russian influence in the world, not only military influence, but that influence in politics, in economy, in computer hacking, in propaganda, in every sphere? Do you think that those accusations are exaggerated, or there are maybe something there, something is nearly to the true? As a journalist, I would agree with the information which coming from the European officials and from NATO as well. So I think we can rely on their sources and on their information. At the same time, we should definitely not overestimate the real influence of such attempts, because we can't say that many of those operations were successful. And as we see, what I can say, as we see from Russia, some of those operations and some of those actions which are now connected with Russia lead to more sanctions against Russia. And it's real economic harm for Russian citizens from these sanctions. So I can't say that even if Russia does such steps towards other countries, that I can't say that it reach a lot. But I know, and it's very clear from Russian perspective, for me as a journalist, there are some actors, I mean political actors, economical actors inside Russia who have these operations against other countries, as, for example, hacking. This well-known troll agency factory in St. Petersburg, owned by the
so-called cook of Putin, Yevgeny Prigozhin. He has this in order to improve his own influence inside Russian circles. So it's not always a strategy, that's what I would like to say, but sometimes we see different attempts of different Russian actors to act on different regions, sometimes more successful in their aims, sometimes less, but definitely it's not working very well for Russia. Yes. Okay, at the end, one question that is interesting for us. Yes. When you are international correspondent, when you think about Macedonia, what's the first things that going on your mind about Macedonia? What's come as an association? Frankly speaking, not a lot. I would be really frank about this. Because I know, of course, that Macedonia is a Balkan country and there is a certain instability in the region itself, but and I heard about this scandal in Macedonia involving some Russian people there, and I know that Macedonia is now a member of NATO, yes? Yes, almost. We are in the process of ratification. Yes. So I know that there is a process, Yes. a kind of a process, but I don't know a lot about this, and it's for me, as I'm not a journalist specializing in Balkan region, and for me it's some kind of a complicated world. If you want to look into it, you should be you should have really good background and really good knowledge of local traditions and local history. But frankly speaking, for me, I can't say I really can differentiate Macedonian politics from politics of other Balkan countries, and I can't really tell a lot. Probably I should learn more, but from my perspective, I'm doing pretty different stuff, and I follow Macedonia in the news only if some big story happens. If it's not happening, I can't say I update every month. So. Yes. Okay, Artem, thank you for this interview. Thank you too. Тоа беше отприлика руската анализа, руската позиција околу релациите НАТО-Москва, а тука во седиштето на НАТО ние разговаравме и со еден американски новинар, тој е Брукс Тигнер, тој е дописник за Jane's Defense тука од седиштето на НАТО. За оние кои не знаат, инаку Jane's Defense е најголемиот светски медиум кога се работи за прашања од одбраната, од армијата, од војната техника, наоружување и така натаму. И така да Брукс Тигнер е прилично добар познавач на овие проблеми и на релациите помеѓу НАТО и Москва, но помеѓу Русија и Америка. Тигнер објаснува како дошло воопшто до проблемот околу нуклеарните ракети со среден дострел, кои се главните предизвици. Тој одговара и на тоа дали тој мисли дека следната недела, кога НАТО го поставува тој рок до кога треба да се реши прашањето, дали тој мисли дека може да има решение. Но со Тигнер разговаравме и за други работи кои се прилично интересни и за нас, а тоа фамозно руско влијание за кое многу се зборува во последните години, многу се зборува за руското влијание и во регионот, но и кај нас во Македонија. Тигнер вели дека слушнал и за руското влијание и на Балканот, зборува и за тоа малку, но зборува многу повеќе генерално за тоа руско влијание, и тој вели дека
мисли, исто како што мислат и некои други аналитичари, дека всушност тоа што го прави Владимир Путин, неговата стратегија е всушност во однос на тоа што сака да го постигне Путин добра, дека делува, дека тој тоа го постига и дека на успешен начин успева сега да направи раздор помеѓу западните сојузници, особено во Европа, кај некои европски земји, тоа е видливо, да речеме, најмногу во Унгарија, но и во некои други земји веќе има проблеми со демократските вредности и Тигнер вели дека тоа е јасно дека е стратегија на Русија да инвестира во таквите поделби и дека на таков начин се ослабнуваат западните сојузници. Да видиме што има Тигнер да каже за сите овие работи кои се однесуваат за односите НАТО-Русија. The next meeting is we have a NATO-Russia meeting that is scheduled, NATO-Russia Council. What do you expect that will happen until that meeting? NATO Secretary General said that the window of opportunity for solution is still open. But do you think that in this close time frame something will happen, because it's obvious that the position of the two sides are far away? No, I don't expect anything to happen. You said the window of opportunity is still open. Yes, but that window is just a tiny little crack, and no one I speak to at NATO expects there to be any progress in talks between Russia and NATO on this INF problem, the Intermediate Nuclear Forces Treaty problem. There are only 5 weeks left until the August 2nd deadline by which the United States said it will fully withdraw from the treaty in protest against the Russian missile. That's very little time in terms of diplomacy, and there's no incentive for Russia to reverse all of the work it's put into its missile, which of course the Allies and the United States oppose and claim violates the treaty. So there is virtually no chance of a reconciliation. And besides, the meeting that you refer to for next week, which is supposed to, which NATO has proposed for the 5th of July, still hasn't been confirmed by Russia. But even if it takes place, it will be, I suspect, just a hollow exchange of words. So, how do you see the background of this problem, especially about this INF treaty? Because the both sides are accusing the other side that is guilty of this matter. But how do you see the background? How this all started, and what do you think that is behind all this? well, I think much of this could be linked to the 2008 Russia-Georgia war. That's when relatively good relations between Russia and NATO began to decline very rapidly, and they've not been very positive since then on virtually anything. Therefore, I think the fact that Russia, we had the war first, may have contributed to attitudes in Moscow that we can't count on NATO as our friend, therefore we're going to start developing some new kinds of missile technology or whatever. In the meantime, NATO had agreed to develop its own ballistic missile defense system, which is designed to officially to counter threats coming from Southeast Europe, across the Balkans, from the Middle East, or from Iran. Russia has always maintained that this system could be reconfigured and aimed against Russia, something which the Allies have always denied. So this has played into the INF Treaty. Russia has always opposed this ballistic missile system, always, consistently, and NATO has always consistently denied that it's aimed against Russia. So the two have been talking past each other now for 10 years because the system started in 2010. And I think that's the genesis for the dissolution of the INF that we're seeing today. When we analyze the Russian policy, especially in the last 10 years maybe, many of the analysts say that it's obvious that Russia has very
more aggressive policy than before. Russia have one military intervention in Syria that is going on for years, which was impossible to happen before. And now there are some who say that the West, the NATO, that the United States don't have a clear strategy against the aggressive policy of Vladimir Putin. They say that they are letting him too much to do whatever he wants, and that's that Putin is using that weakness of the West in weakness in terms that the West is lacking a real policy. Well, I wouldn't say the United States or the West is weak, but I think there is a lot of confusion among Western capitals about what to do, how to deal with Russia. Russia has very successfully managed to divide public opinion, certainly within Europe, between those who take a softer stance toward Russia and those who want a harder stance, and Putin has been able to exploit that, we know, through media campaigns that he's used and the fake news and all of that. On the other side of the Atlantic, we have a U.S. administration that seems to give contradictory signals about Russia. I don't know if that's weakness, more a lack of clarity about, as you said, about what America really wants to do there. However, that being said, when you look at what the United States is doing with its allies in military terms, supporting NATO, supporting deterrence, supporting the forward deployment of troops and assets along the eastern flank of NATO, that resolve to support collective security is still there. But indeed, on the political level, it's a very confusing situation right now, I think, for all the allies, but not on this INF treaty. There they all agree that the Russian missile, they consider it to violate the treaty. Yes, also when we talk about Russian policy, there's that Russian influence that we are talking more about that, about the spreading of propaganda, of false news, about hacking, about it's a whole a lot of activity going on. When we talk from our region, from the Balkan region, we have that experience. The United States and NATO and European Union has said several times that Russia has influenced the region. When we talk about Macedonia also, we are the newest NATO member. Do you think that the West have a clear strategy also about that Russian influence, and do you think that that influence is so strong as is described by the West? I think the Russian influence in the Balkans depends on the country you're speaking about. We all know that it's pretty strong in Serbia. Russian companies have invested in Serbian media and other important parts of society, so yes, I think there's a complicity there to a certain extent. And depending on whether we're talking about Macedonia or I don't think there's much Russian influence in Kosovo, but there has been Montenegro and Macedonia. These are clear cases. I think the EU has a fairly clear strategy about what it wants, and it has significantly increased its counter-hybrid fake news campaign against Russian propaganda in the Balkans. It's still small, but it's getting bigger and more effective. The United States tends to fund groups, think tanks in the Balkan region that are helping to counter this fake news. I think the EU probably has a more clear strategy in terms of political and economic terms toward the Balkans than the United States does. But that's normal because it's really more of Europe's problem than it is the United States. So I think if the U.S. has a role to play there in terms of countering Russian influence, it's probably by supporting its European partners in what they're trying to do there. Yes, and the last question about when we talk about Russian influence and the European Union, especially. Now we have European leaders who
mildly said have a problem with democracy, like Viktor Orban in Hungary, but that virus is spreading to Poland, to Romania. Now we have Matteo Salvini in Italy. We have a growing problem with the democratic values, which are both shared by European Union and NATO. Do you think that this is strategy maybe that is orchestrated from Russia to divide and influence the continent? Well, clearly, yes. I'm not sure that Russia can directly influence the votes within a given parliament, but it can create an atmosphere of confusion and obfuscation that makes it more difficult for the voters and for the public to decide what is right and what is wrong, who would be the best political leaders to represent them and who wouldn't. But I'm confident that that can be rolled back and that the problems that we may have in terms of democracy with some of the Eastern European countries, with enough time, can be corrected. So, yes. Thank you for this. You're welcome. Како што кажавме и на почетокот, тука на овој министерски состанок на НАТО присуствуваше и министерката за одбрана на Северна Македонија Радмила Шекеринска. Она што е важно е дека Шекеринска веќе по втор пат присуствувала на вакви состаноци на НАТО и тоа во рамноправно својство, седи со своите колеги, се уште не може да гласа поради тоа што членството на Северна Македонија се уште не е ратификувано до крај, но сепак Шекеринска учествува на сите состаноци и активности на НАТО. Министерката вели дека ја искористила и оваа можност да разговара со дел од земјите каде што ратификацијата за Северна Македонија се уште не поминала, сепак тоа прашање не е толку проблематично е повеќе брзината, или не може да се каже проблематично, но прашање е кога ќе се заврши таа ратификација и дали ќе заврши до крајот на годината, онака символично на самитот во Лондон, кога се слави годишнина на НАТО, Северна Македонија да стане 30-та земја членка на Алијансата и конечно членството да биде полноправно. Тука ние со Радмила Шекеринска имавме едно интервју на кое зборувавме за овие теми поврзани со ратификацијата и евентуалните предизвици, но со Шекеринска поразговаравме и на други теми поврзани и со НАТО, но и со европските перспективи за земјата. Да го видиме целото интервју. Да, почнуваме со најавеното интервју со министерската за одбрана на Северна Македонија Радмила Шекеринска. Министерке, тука сме во седиштето на НАТО, завршува денеска министерскиот состанок, ги знаеме главните теми за кои се разговараше, ќе зборуваме нешто и за тоа, но да почнеме еве за она што нас ни е важно, што ние го очекуваме, тоа е процесот на ратификација за земјата, тој тече, останате се уште 10 држави, ми се чини. Кажете ми, вие кажавте, најавивте дека ќе разговарате тука со дел од земјите каде што ратификацијата се уште не е завршена. Разговаравте ли, што велат они? Разговаравме со сите, со еден дел да се заблагодариме за брзите процедури, а како со другите да побараме да се забрзаат нивните процедури. Кога имате процес кој опфаќа 29 не само земји, 29 парламенти, секогаш е непредвидлив. И обично овој процес траел помеѓу година и половина. Меѓутоа, постоеше една амбициозност и кај НАТО, и кај нас, кога го подпишавме протоколот, да се обидеме сите ратификациите да завршат оваа година и затоа бараме, еве и кај преостанатите 9, таа процедура да се заврши. Инаку во нормални околности тоа никогаш не би одело волку брзо. Само како подсетување, за 5 месеци, колку што нас ни беше потребно за да дојдеме до 18 ратификации, во Албанија и Црна успевале да добијат 7 или 8 ратификации. Значи, навистина е дуплирана брзината или бројката на завршени ратификации, но сега нас фокусот ни се сврте кон оние кои се уште се во тек. Соединетите Американски држави очекуваат процедурата да заврши некаде до септември. Многу позитивни беа изјавите на првиот хиринг кој што беше организиран во Сенатот, не само од представниците на владата или на администрацијата. Оно што беше многу важно е дека сите сенатори кои што учествуваа во дебатата беа многу силна поддршка
за нас и за нашето членство во НАТО. Во Велика Британија процедурата која што започна пред известно време трае 21 ден, ако не се лажам, и тие очекуваат релативно брзо да продолжи. И од страна на сите други со кои што разговарав, добив уверување дека и нивната цел е што е можно побрзо да завршат. Секогаш постои некој фактор X. Има земји кои што може да одлучат да одат на избори, кои што не може да добијат мнозинство и затоа никој од нас не е опуштен. До крај ќе треба да се трудиме час поскоро да ја завршиме оваа работа. Сакаме да го заокружиме тоа оваа година, заради тоа што не сакаме да оставаме никакви шанси за ризик. Да, Меѓутоа фактот дека и тие реагираат толку брзо и покрај тоа што голем дел од земјите има европски избори, покажува колку силна поддршка успеавме да добиеме за нас. Да, кога зборувате за факторот X, кажете ми, разговаравте ли со турскиот колега? Постои ли таму се уште оној проблем кој беше најавен од нив? Подоцна кажа дека ќе ратификуваат, но се уште не знаеме на што сме разговаравте ли и каква е состојбата таму? Вие знаете дека тоа е еден од примерите кои што покажува дека ратификациите не се изолиран процес. Не е тоа нешто што постои издвоено од останатите политички збиднувања во државата. Вие знаете дека во Турција се случија локални избори и дека тие локални избори беа продолжени заради повторувањето на изборите во Истанбул и практично нивното собрание, нивниот парламент беше пасивизирано во овој период. Сите изразија очекување дека веднаш по враќањето во нормално темпо на работа на турскиот парламент се надеваат и очекуваат поддршка и за ратификацијата. Турција, навистина, од почетокот на нашата независност, многу силно се залага за нашето НАТО членство, инвестираат многу и во нашата армија, многу наши офицери, има обука и образование во Турција и сега е моментот кога треба да прогласиме и ние и тие заеднички успех. А добро, не ми кажавте, разговаравте тука со турскиот турскиот колега? информации ги добив значи разговаравте во разговор со повторно. турските. Значи, веројатно дека оној проблем кој беше најавен од нивна страна, веројатно не е некаков услов дека треба да ги испорачаме тие членови на ФЕТО? Ние рековме дека секогаш сме се залагале за добри односи помеѓу двете земји и ние си ги исполнуваме нашите обврски. Но нашите обврски се и регулирани од меѓународни протоколи и од нашите закони. Се што е во рамките на овие можности, ние ќе го направиме за да ја подобриме нашата билатерална соработка. Таа секогаш била добра и не е случајно добра. Така што ова ни е фокус како влада дури и на страна од НАТО ратификацијата. Добро, што вела Тони сега еве кога заврши локалните избори, имаат ли некакви очекувања? Добро, сега нормално дека министерот за одбрана не може да знае што ќе направи парламентот, нели да, но има ли очекувања дали Турција ќе остане последна, да речеме до декември или можеби побрзо ќе се заврши? Тоа никој од земјите членки ниту би сакал да го каже, ниту ќе го каже. Никој не сака нема да ви најави дека е последен. Она што од сите го добивме е дека имаме поддршка час поскоро што може да се завршат овие процедури. Дека тоа не е специфичен случај за Турција, ќе ви дадам уште еден пример. Погледнете што се случува во Шпанија. Ние имавме постојано поддршка во поглед на нашето членство во НАТО. И имаме силна поддршка дури и во другите елементи. Но фактот дека се уште не можат да формираат влада и владино мнозинство прави проблеми во ратификацијата, бидејќи парламентот на Шпанија не постои само заради нашата ратификација, туку имаат и некоја своја внатрешна динамика. Така што ратификациите не смееме да ги доживуваме како процес во кој само ние влијаеме. Многу зависи и од внатрешните состојби во државата. Брекзит влијаеше помалку, шпанските избори влијаја, има работи кои што можеме да ги промениме, има работи на кои не можеме да влијаеме. Да, добро, да. Не смееме ние да направиме грешка. Да, јасно е. Кога зборуваме за нашето поведение, тука добивме некои информации од страна на дека нашата мисија во НАТО се уште не е целосно екипирана, дека од 40 членови, не знам колку имаме, до 20. Што е со таа ситуација? Тоа е нормален процес или треба малку да ја убрзаме работата? Навистина го забрзуваме процесот
Иако факт е дека во моментот кога ќе се случи членството, секогаш е тешко да се прилагодите. Црногорскиот колега често пати вели, не знаете колку тие први неколку месеци ќе ви бидат тешки, без разлика на подготовката. Но еве ќе ви кажам, во делот на одбранбената секција, во делот на одбраната, ние за 2 месеци го дуплиравме бројот на луѓе. И до крајот на годината дополнително ќе испратиме офицери и државни службеници кои што ќе ја зајакнат мисијата и ќе бидеме во декември целосно подготвени. Но има една порака која што ни ја испрати и НАТО представниците и некои нови земји членки од последните турнуси на проширување, велат вака: важно е да испратите добри луѓе тука. Но не заборавајте дека добри луѓе ви требаат и во вашите институции. Затоа што главната работа мора да ја завршите дома. Дома се реформите, дома се подготовките, дома се формулациите на политики кои потоа во Брисел ќе треба да се бранат. Најлесна работа за еден министер е да подпише одлука да испрати неколку луѓе во Брисел. Тоа е огромна шанса за нив, за кариерата, но не треба сите оние на кои можеме да се подпреме и кои што ја знаат работата да бидат тука, а да создадеме празнина дома. Затоа велам, веднаш штом завршија изборите, од Министерството за одбрана ја дуплиравме мисијата. До крајот на годината очекувам целосно да бидеме подготвени за новиот предизвик наречен полноправно членство. Да, министерке, имаме уште околу 1 минута. До крајот сакам да ве прашам за информациите кои излегува во медиумите за најавената американска помош за македонската армија. Ако не грешам, 25 милиони долари се одвоени за Северна Македонија. Кажете ми кои се нашите планови, што би модернизирале со тие средства и кажете ми, имаме ли ние некаков план во кој таа техника која ја поседува Арама, која е во најголем дел од советско производство, што е разбирливо, некако постепено да се модернизира или да се смени со опрема од западно производство? Владата пред 2 недели го донесе долгорочниот план за развој на одбраната. Тој претходно го комунициравме со НАТО, се консултиравме, правевме одредени прилагодувања и тој е силно поздравен од страна на НАТО експертите. Тука кажуваме точно во кои делови на армијата, во кои делови од одбраната ќе одиме со модернизација, со кои суми и по која динамика. И јас очекувам и собранието многу скоро да го поддржи таквиот долгорочен план. Со американската влада веќе последнава година дискутираме за таа помош. Ние минатата година искористивме еден дел од другите фондови за подобрување на нашите информатички капацитети во Министерството за одбрана, кои мора да гарантираат и безбедност на НАТО информациите. Но оваа година фокусот ќе ни биде на модернизација во делот на возилата. И тоа ќе биде првиот проект за модернизација во поглед на воена опрема. Го завршивме во делот на инженериските машини, речиси до крај, но ова е прва воена опрема и за да тој се реализира, испративме и нов закон за набавки во одбраната до собранието, каде што предвидуваме можност, наместо само владата да купува од комерцијални фирми, што не беше многу успешно во минатото, да предвидиме можност за договори влада со влада. И сакаме оваа помош да ја искористиме заедно со средства од буџетот, да имаме договор практично со американската влада, со кој целосно ќе го модернизираме овој дел барем на возилата. Понатаму голем е бројот на проекти и во делот на артилерија, и во делот на сајбер одбрана. Меѓутоа точно се знае која година со кои проекти ќе започнеме. Овие 25, јас дури очекувам и повеќе од 25 милиони долари американски средства, ако ги искористиме, тие ќе бидат многу силна порака. Дека сме сериозни во поглед на НАТО членството и сме сериозни во тоа да направиме армија која ќе комуницира на равна нога со земјите членки на НАТО алијанс. Ве молам само кратко, кога зборуваме за возила, зборуваме за оклопните транспортери, за пешадиските борбени возила. Имаше информација дека можеби ќе се набуваат Бредли американски возила користени. Тоа е отприлика планот. Планот е следен. Значи, ние од НАТО алијансата добивме јасно што очекуваат од нас. Лесна пешадиска борбена група.
И за таква борбена група точно се знае отприлике во кои маргини кој тип на возила ќе бидат. За детали мислам дека е прерано, бидејќи ние во јули месец ќе имаме одредени консултации и презентации од американска страна, што се е на располагање. Ние ги дефинираме спецификациите, ние ги дефинираме побарувањата од возилата, но тие ќе бидат прилагодени прво на тоа што нам ни треба, а второ и кои се стандардите од Алијансата. Министер, ќе ви благодарам за овој интервју. Ви благодарам и на вас. Кога зборуваме за НАТО и за членството на Северна Македонија во Алијансата, се работи за долга и може да се каже проблематична, приказна. Уште од своето самостојување, тогаш Република Македонија сакаше да стане членка на Европската Унија и на НАТО. За тоа има консензус од сите политички партии, а граѓаните на сите анкети може да се каже дека во огромно мнозинство, околу 80%, велат дека сакаат да се приклучат на Алијансата и тие проценти се секаде се уште тука некаде и после промената на името. Но после Проспанскиот договор тој сон конечно се оствари. Северна Македонија де факто е членка на Алијансата и тоа веќе не може никој да го оспори. Ратификацијата помина веќе 2/3 од земјите и се очекува таа да заврши до крајот на годината, така да тој веќе 3-деценијски сон ќе биде завршен и членството на Северна Македонија ќе биде полноправно. Но она што треба да се знае е дека НАТО не е само воена организација, тоа е и политичка организација која настојува да дели исти вредности базирани на врз демократијата, врз почитувањето на човековите принципи и затоа е важно кога некоја земја ќе стане членка на Алијансата. Има проблеми на тоа поле и кај некои земји членки на НАТО, некои ќе кажат, но сепак доколку си внатре се решава подобро и полесно отколку кога си надвор. Втор важен аспект за секоја земја членка, освен нели она што е очигледно, тоа е безбедноста, бидејќи земјите членки ја гарантираат безбедноста на своите земји членки, тоа е оној член на солидарност на НАТО. Важно е дека после тоа земјите се пожелни и за инвеститорите, пожелни се и за развивање на економијата, па така, кога ќе се заокружи таа НАТО приказна, секако тоа ќе биде добро за Северна Македонија. И на крајот да завршиме со оваа емисија, почитувани гледачи, која ја правиме тука од Брисел, од седиштето на НАТО, специјална, посебна емисија на телевизија 24, бидејќи телевизија 24 речиси цела недела е тука. Може би е најдобро да го завршиме со моменталниот слоган на НАТО, кога се објаснува која е солидарноста меѓу 29 земји членки и на крајот завршува со една порака We are NATO, тоа значи ние сме НАТО, а тоа може да се каже сега и за Македонија, ние сме НАТО. Ви благодарам, почитувани гледачи, што ја следевте оваа емисија. Се разбира и од тука, од Белгија ќе ви порачам, секако останете со програмата на телевизија 24.